Избувна пожар во спортската сала Јасмин во Кавадарци, каде се одржува класно првенство и во салата се присутни голем број ученици. Чадот се шири во цел објект. Напуштајќи го дворот на салата, две возила предизвикаа сообраќајна незгода каде има повредени. Потребно е итно дејствување на надлежните институции за заштита и спасување. Ова е дел од сценариото за големата показно-тактичка вежба што денеска се одржа во Кавадарци, организирана од Министерството за внатрешни работи. Во вежбата беа вклучени 2 хеликоптери на МВР, припадници на единицата Тигар, единицата за службени кучиња при МВР и припадници на крим техника и сообраќајна полиција од СВР Велес, полициска станица Кавадарци. Исто така учествуваа локалната самоуправа, територијалната противпожарна единица Кавадарци и Неготино, итната медицинска помош Кавадарци, општинската организација на Црвен крст Кавадарци и подрачното оделение на дирекцијата за заштита и спасување. Организаторот на вежбата искажа висока оценка за дејствувањето на сите институции заедно. Денешната вежба која што се одржа во градот Кавадарци традиционално по 8 пат согласно сценариото кое што беше претходно подготвено и со сите одговорни институции кои што имаат надлежност да постапуваат во вакви ситуации, денеска ја покажаа својата професионалност и стручност, со навременост, прецизност и професионалност успешно се заврши вежбата. Оваа вежба беше замислена според сценариото пожар во спортска сала, гаснење на пожар, предизвикана сообраќајна незгода и транспорт на настрадани лица и евакуација на луѓе од објект. Вежбата е во организација на Министерството за внатрешни работи. Оваа година со локалната самоуправа, односно општината Кавадарци, како што спомнав на почетокот по 8 пат, сите надлежни институции од општината беа анимирани, вклучени во самата вежба и јас сум премногу задоволен од претходно и од самите подготовки кои што течеа тука во градот Кавадарци и на самиот ден начинот на изведување на вежбата. На самата вежба, како што видовме, присуствува голем број на граѓани, имаше голем публицитет и мислам дека малце беше подигнат и самиот адреналин од самите сценарија кои што беа содржани во самата вежба. И на крај сите со еден заеднички аплауз успешно ја означивме завршувањето на вежбата. А сега во овој момент започнува и вториот дел од нашите активности, поточно 8-миот стручен собир на пожарникари, на кој што ќе бидат презентирани стручни теми од еминентни професори, како од нашата држава, така и од странство. Имаме гости од Австрија, Словенија, Србија и од Велика Британија. Јас како градоначалник за прв пат имав можност да учествувам до организирање на оваа вежба. Како што и кажа самиот главен организатор, ова традиционална 8 вежба што организира МВР. За мене најбитно беше тоа да се покаже и да се докаже дека државните и општинските институции можат фузирано да работат, да действуваат во дадени моменти, еве како што беше оваа вежба од голем размер во делот на пожар во спортски објект со голем број на учесници и во самата вежба и во делот на публиката. Така да мислам дека и нашите општински служби си го покажаа своето дека може да се вклопат во не дај Боже такви поголеми размери на непогода, а за делот на стручноста во делот на МВР, на ЕСЗ и на другите не би коментирал и сами видовте, така да мислам дека тука имаме едно добро ниво на заштита, најбитно на населението на тоа да при такви ситуации правилно и добро се одговоре во делот на извлекување на повредени или да не се прошири таа елементарна непогода. Па задоволни сме, многу сме задоволни од вежбата. Вежбата помина во најдобар ред, така што планиравме, така што работевме. Координацијата меѓу силите, безбедносни сили на градот Кавадарци се во вистина високо и завидно ниво. Докажавме уште еднаш дека можеме да се справиме со секоја една ситуација. Нормално продолжуваме со вежбите, значи не застануваме тука. Тоа не во план изводи на следната година. Веќе со организатор за Орнешко сме во некои преговори за меѓународни присуства на обука на вежби од Балканскиот регион, заеднички, гостински. Така да, како што кажав, не застануваме тука, продолжуваме со вежби, продолжуваме со обуки, продолжуваме понатаму.